4 лица загинаа во поплавите што се појавија по сериозното невреме што ја погоди југозападната германска покрајна Баден-Вуртемберг. Како што објавија локалните власти, меѓу загинатите бил и еден пожарни караволонтер кој се обидувал да спаси човек од давење. Тој пак се води како исчезнат. Друга жртва на невремето е човек кој загинал во подземен паркинг кој што бил поплавен. На паркингот голем број возила биле под вода поради што спасувачките служби морале да ги извлекуваат луѓето заглавени во нивните возила. Загина и 13-годишно девојче после ударот воз бегајќи по шините од недојдените води. Како што соопштуваат властите, водата заробила голем број луѓе во нивните домови или во канцелариите каде што се наоѓале, а поради невремето многу локални патишта се затворени. Ирачките сили за безбедност проведуваат офанзива во Фалуџа, бастионот на блискоисточната терористичка организација Исламска држава, а десетици илјади цивилни граѓани се вознемирени поради воените действија. Од Фалуџа успеале да избегаат околу 800 лица, но илјадници се уште се наоѓаат во градот. Врховниот комесар на Обединетите нации изјави дека располага со податоци за страдањата на местното население. Вели дека се зголемува бројот на екзекуции на мажи кои не сакаат да се борат на страната на Исламската држава, како и дека за време на војната операција има голем број на жртви. Припадници на Исламската држава планираат да извршат терористички напади со бомбаши самоубици, оружје, па дури и дронови полни со хемиско оружје во францускиот град Марсеј за време на одржувањето на фудбалскиот надпревар меѓу Англија и Русија на 11 мај на Европското фудбалско првенство, пишуваат британските медиуми. Од полицијата тврда дека нашле податоци во лаптопот на Салах Абдеслам, еден од организаторите на париските напади од ноември минатата година. Од британските служби уверуваат дека засилено соработуваат со француските колеги. Не можам да ја видам Европската унија без сите држави од регионот да се полноправни членки, изјави словенечкиот председател Борут Пахор. Тој додаде дека треба да се пронајде внатрешна сила за заедничко решавање на двостранните спорови и да се продолжи со реформите. Пахор изјавата е дадена на самитот Брдо Бриони кој се одржува во Сараево и нагласи дека државите треба да си помагаат една на друга на патот кон евроатлантската интеграција.